Аз жал ќе морам да ви информирам дека добив информација од службите дека административните услови се уште не се обезбедени, односно уште 3734 амандмани од вкупно поднесени 5899 се уште не се преведени, администрирани и нормално аплодирани на електронскиот систем. Веднаш го информирав генералниот секретар на Собранието за оваа состојба, пошто е формирана поголема работна група за администрирање на овие предлог амандмани, предлог илјадници амандмани од ВМРО, ДПМН и ДУИ, зашто добив гаранција дека до крај на следната недела комисијата ќе може и полноважно да одлучува, нормално да започне со ова амандманска расправа по однос на овие две предлог законски решенија. Доколку до тогаш не бидат обезбедени условите, јас јавно ќе повикам на одговорност за оној кој што реално не е овозможил услови да работи комисијата за овие предлог законски решенија. Во меѓувреме, за да го искористиме тој период, сепак да ја задржиме ова тема која што е исклучително битна и политички, и нормално во контекст на демократијата, најавувам јавна расправа по однос на предлог законското решение по скратена постапка, со кој што наместо 6 изборни единици се бара да има една изборна единица и нормално второто предлог законско решение кој што алудира на отворени листи и еднаква родова застапеност. Јавната расправа ќе се одржи на 25 декември во 14 часот, на кој што ќе се согледаат сите аспекти во однос на и амандманската расправа, но и двата предлог закона. Јас ги повикувам сите познавачи на изборниот процес, представници од Државната изборна комисија и сите оние кои што би сакале да учествуваат на оваа јавна расправа, да присуствуваат на истата и да ги номинираат своите согледувања, познавања и нормални аргументи, со кои што се надевам дека добар дел од оние кои што ги поднеле овие амандмани, истите ќе ги повлечат и ќе можеме да примениме кон суштинска расправа во однос на двете законски решенија. Има ли резон да почне некаква амандманска расправа кога самите вчера дека нема шанси да заврши? Зошто требаш? Дали ќе заврши или не е моја политичка и лична проценка, но моја оврска е јас да ја започнам амандманската расправа и исто како и во животот и во политиката секој има простор за надеж да оние кои што ги поднеле овие амандмани се со единствена цел да го закочат самиот парламент и оваа идеја, дека може да се премислат и истите да ги повлечат.